Ние минатата година повторно дружевме заедно по повод Ден на книгата, по повод месецот на книгата, се сеќавате ли? Каде бевме тогаш? Тука бевме со Ване Кусторанов. А со мене се дружевме само со мене во вашата училница. Се сеќавате ли зашто зборувавме тогаш? За водениот џин. А како се викаше водениот џин? Воденко! Леле, сме заборавиле. Знаете, приказните ги пишуваат писатели. Еден од првите писатели за книги за деца, бајки за деца, кој што ги воодушевил децата низ целиот свет, бил токму Ханс Кристијан Андерсен. И токму затоа, во негова чест, неговиот роден ден се слави како и ден на светскиот ден на книгата на детето или литературата за деца. Јасно ни е, нели? Сега тој се родил во Данска и бил многу сиромашно момче, кое што морало многу да чита и многу да учи за да напредува и да го оствари својот сон. Сакал да работи во театар, сакал да пишува книги и со многу труд тоа го остварил. Меѓутоа, бидејќи бил многу слаб, бил многу сиромашен и многу слаб, постојано се чувствувал како отворен од сите. И затоа, вие обработувавте една приказна, една книга, која? Грдото пајче! Да, тој ја напишал таа приказна за себе. Се чувствувал како грдо пајче, кое што понатаму се растело, се развивало и се развило во убав лебед, така е. Меѓутоа, тој напишал и многу други бајки, кои што некои се инспирирани од народното творештво, од народните приказни. Зборувавме лани за народните приказни, нели? Каде бевме минатата година кога правевме настан за народното творештво? Се сеќавате? Не? А тие чергите, лангитките што ги јадевме? Во малиот парк, токму така. Сега таму се дружевме со Ана, ние ја викаме сега овде меѓу нас тетка Ана, ама таа предава на многу поголеми деца, исто така им зборува за литературата и за деца, особено за народното творештво. И сега ќе ја повикам да ни каже нешто повеќе за литературата за деца, а потоа ќе имаме можност некоја од овие бајки да ги погледнеме и на екраните. Повели, Ане. Благодарам, тетка Сузе. Тетка Ана и тетка Сузе се со вас. Дечиња, ајде да ми кажете сега сите во еден глас, добар ден. Добар ден! Ете така. Вие сте толку убави, значи секогаш каде и да одите го исполнувате просторот со убавина.
Знаете како кога цветовите ја прават пролетта убава, цвекињата, така и вие го правите светот најубав. Сега, што мислите? Зошто некои, нели како што ги викаме ние писатели, сакаат да пишуваат за деца? Што мислите? Што ги поттикнува да пишуваат за деца? Ајде, повели Душо? Заради тоа што ги сакаат децата, така е, ова е најубавиот одговор. Како се викаш? Никола. А да видиме, Никола даде многу убав одговор, другарчето позади. Што мислиш? Зошто писателите сакаат да пишуваат за деца? Така е, значи тие знаат дека децата сакаат многу да читаат, така, и тие создаваат токму таква литература каква што сакаат да читаат децата. Дечиња, јас гледам дека сите вие во рацете имате некаква книга. Ај кренете ги книгите, јас да ги видам. Колку се убави, а сите се различни, така, од различни автори. Што најмногу ви се допаѓа кога читате една книга? Што сакате најмногу да има во книгата? Слики, илустрации, така, понатаму? И шаренило, така. Колку се пошарени, вие толку повеќе сакате да ги читате, нели? Колку повеќе слики има, толку ви се поинтересни. Ако има многу букви, а помалку слики, не сте баш многу, нема да бидете многу среќни, така? Среќен си? Браво, браво. Еве гледате дечиња, значи сите сме ние различни. Некој сака да има повеќе илустрации, друг сака да има повеќе текст. Дечиња. Значи, кога писателите пишуваат за вас, тие знаат да напишат, например, долги приказни. Арно, ама, за да ви биде поинтересно, еве вака приказните се прават во сликовници. Во сликовниците има повеќе слики, односно илустрации, а помалку текст. И тоа ви е убаво кога го читате, нели? Тоа е нешто слично како што вие истото сте го направиле, погледнете ги вашите цртежи колку се убави. Што ви беше мотивацијата, на која тема цртавте? На грдото пајче. И гледате дека сите вие различно сте го доживеале грдото пајче, нели? Еве гледам тука, некој нацртал, например, ја нацртал бабата, која што всушност сакала да го задржи пајчето дома кај неа. Зошто? Отие само? Не сакала, така. Таа зошто сакала да биде кај неа пајчето? Многу сте умни сите. Бабата била помалку, ама јалчна, така. Сакала да го задржи пајчето, да ја помага дома, да ја работи. Така ли? Аха, добро. Останало ли пајчето кај неа? Што направило? Избегало. И сега јас гледам, вие различно сте цртале сите. Значи, секој од вас различно ја доживува приказната и различно ја црта, така ли? Па така илустраторите, оние кои што цртаат, оние кои што ги создаваат овие убави сликовници, исто прават. Значи, како ја доживуваат приказната, така ја цртаат, меѓутоа да ви биде убава и привлечна за читање. Ова што јас го држам во раце, што пишува горе? Принцесата на зрно грашок. Принцесата на зрно грашок е бајка која што е напишал Ханс Кристијан Андерсен. Јас претпоставувам дека вие оваа приказна не сте ја читале. Си ја читал? Па учителке, тука имате навистина умни дечиња. Меѓутоа, еве. Така, бидејќи другите дечиња не ја знаат, може ли јас да ви ја прочитам? Многу е кратка, а потоа ќе ве прашам што разбравте од неа. Може? Ќе ме слушате ли сега внимателно? Ајде, еве вака, принцезата на зрно грашок. Еве имате и убави илустрации внатре. Си живеел еднаш некој принц, кој сакал да се ожени со принцеза, но со вистинска принцеза. Го обиколил сиот свет, барајки таква принцеза, но никако не бил задоволен. Принцези имало многу,
но ни за една не бил уверен дека е таа вистинската принцеза. Секогаш нешто му пречело. Најпосле се вратил дома, сиот потиштен, зашто на вистина многу сакал да се ожени со вистинска принцеза. Една вечер беснеела страшна бура. Секало и грмело, а дождот се истурал како од крбли. Тогаш некој затропал на портата од дворецот, а стариот крал станал и отишол да отвори. Пред вратата стоела некоја принцеза. Но, леле кутрата, колку бедно изгледала. Вода и течело од косата и фустанот, а девојката тврдела дека токму таа е вистинската принцеза. Ке видиме дали си ти вистинската принцеза, си помислила старата кралица, но ништо не рекла. Потоа отишла во спалната соба, ја распослала сета постелнина и на дното од постелата ставила едно зрно грашок. Врз зрното нафрлила 20 душеци и 20 перници. Во таа постела принцезата ја поминала целата ноќ. Утредента кралицата ја прашала како спиела. Оф, мош не лошо, одговорила принцезата. Цела ноќ око не склопив. Не знам што имаше во таа постела. Лежев на нешто цврсто, така што целото тело ми е полно со модринки. Навистина тоа беше многу страшно. Така се уверила дека таа е вистинската принцеза, зашто го почувствувала зрното грашок преку 20 душеци и 20 перници. Толку нежна можела да биде само вистинската принцеза. Тогаш принцот ја зел за жена, бидејќи бил веќе сигурен дека ја нашол вистинската принцеза. А зрното грашок го однеле во музеј, каде што и сега може да се види, ако некој веќе не го зел. Ајде аплауз. Ви се допадна ли, дечиња? Да! Дали знаете како изгледаат принцезите? Може ли да си ги замислите? Не. Сте виделе некогаш вистинска принцеза? Не. А може ли, еве една задача за вас и за учителката, да се маскираат, па точно, за карневалот се маскираат во принцези, така? Добар одговор. Дали може, како задача за следниот час, да ја нацртате принцезата на зрно грашок, така како што ја замислувате, или најубаво, кога ќе заврши настанот денеска, бидејќи имаме тука и боички, фломастери, хамери и се, имаме и масички, па да цртаме. Може? Да! Кирил повели? Како изгледав, кажи? Не знаеш, затоа после ќе ни нацрташ, може? Да си замислиш како изгледа. Добро. Ви благодарам, дечиња, многу сте умни. Дечиња, ние веќе зборувавме дека Ханс Кристијан Андерсен напишал многу бајки и приказни. И дека децата од целиот свет, децении и векови, растат со неговите приказни. Меѓутоа, покрај тоа што можеме да ги читаме, што друго, како друго можеме да ги доживееме бајките? Можеме да гледаме цртан филм, направен по некоја бајка. И кој филм вие цртан сте го гледале по некоја бајка? Повели? Така е, по бајка е нацртан. И Пепелашка е нацртана по бајка и е направена потоа цртан филм, да. А ние денеска имаме неколку кратки бајки кои што ќе ги погледнеме како цртани филмови, токму по бајките на Ханс Кристијан Андерсен. Најпрво ќе ја погледнеме, Чичко Димитар, која ти е прва? Царевото ново руво. Сега ќе ја погледнеме и ќе слушате внимателно, бидејќи е на македонски јазик, а потоа и ќе си позборуваме. Може ли? Подготвени ли сме? Ајде.
Царевото ново руво. Си живеел некогаш некој цар кој многу сакал нова облека и сите пари на тоа ги трошал. И на смотра кај војниците, и на театар, и во шумата на прошетка одел само за да ја покаже својата нова облека. За секој час во денот тој имаше посебна облека. И како што се вели за цар, тој е во советот, за него велеа, царот е во гардеробата. Градот во кој живеел царот бил голем и весел, така што речиси секој ден на посета доаѓаа странци. Па еден ден таму се појавија двајца измамници. Се представиле тие како ткајачи и рекле дека можат да исткајат прекрасна ткаенина од која подобра не ќе се најде. Таа ткаенина не само што имала убава боја и шари, ами и облеката со шиена од неа имала чудесно својство, така што станува невидлива за секој што не одговара на својата положба или за секој што е глупав. Тоа би била прекрасна облека, си помислил царот. Ке си ја облечеш и веднаш ке видиш кој во царството е неспособен. Згора на тоа можеш и да ги разликуваш паметните од глупавите. Нека ми искајат таква ткаенина најбргу што можат. Тој им дал многу пари на измамниците за да ја завршат работата што поскоро. Си ставиле тие два разбоја и се преправале дека работат, иако на разбоите ништо и немало. Без пардон побарале најубава свила од чисто злато, па ке си ја спакувале в торба и ке си продолжиле да си работат на празните разбои до доцна навечер. Добро би било да видам како напредува работата, си помислил царот. Но му се стегнало срцето на самата помисла дека оној што е глупав или што не одговара за својата работа, нема да ја види ткаенината. Иако верувал дека не треба да се плаши за себе, сепак решил дека треба да испрати некого да ја види. Сиот град знаел за својствата на таа ткаенина, така што сите биле нестрпливи да видат колку е неспособен или глупав нивниот сосед. Ќе го испратам кај ткајачите мојот стар чесен министер, решил царот. Некој треба да ја види ткаенината, а тој тоа го умее најдобро од сите. И така отишол стариот министер во салата каде двајцата измамници работеле на празните разбои. Господе Боже, помислил министерот, триејки ги очите. Та јас ништо не гледам. Но не го кажал тоа на глас. Измамниците го повикале да дојдат поблизу. Го прашувале дали се весели боите, убави ли се шарите. При тоа цело време покажувале на празните разбои. А кутриот министер, колку и да ги триел очите, не можел ништо да види, зашто не ни имало што да се види. Господе Боже, си помислил тој, глупав ли сум? Никогаш не сум помислил такво нешто. Само да не дознае некој, да не сум способен за своето место. Не смеам да признаам дека не ја гледам ткаенината. Што велите, а? Прашал еден од измамниците. Многу е сладко, прекрасно, рекол стариот министер, гледајќи низ очилата. Колку убави шари, колку убави бои. Да, морам да му кажам на царот дека на вистина ми се допаѓа. Баш ни е мило, рекле измамниците и почнале да ги кажуваат имињата на боите, да ги објаснуваат ретките шари. Стариот министер слушал и помнел за да може точно да му пренесе на царот. Така и сторил. А измамниците побарале уште пари, свила и злато. Сето тоа им било потребно за ткаенината, но тие работи повторно си ги спакувале. За ткаенината ништо не искористиле, а сепак продолжиле да работат. Навргу, царот испратил друг чесен чиновник за да види како оди работата. Ке биде ли скоро готова ткаенината. Со него се случило истото што и со министерот. Тој гледал, но ништо не можел да види. Освен празни разбои, немало ништо друго. И, што ќе кажете? Убава е ткаенината, нели?
го прашале измамниците, објаснувајќи колку е прекрасна шарата која воопшто ја немало. Не сум глупав, помислил чиновникот. Најверојатно не сум способен за својата работа. Чудно. Во секој случај тоа не смее да се забележи. И тој почнал да ја фали ткаенината која не ја гледал и им се восхитувал на прекрасните бои и на преубавите шари. Да, навистина прекрасно, му пренел тој на царот. Во градот веќе почнало да се зборува каква прекрасна ткаенина исткале ткајачите. Тогаш царот решил самиот да ја види пред ткаенината да биде тргната од разбоите. Тој отишол кај трите измамници со избраната свита, во која биле и двајцата чесни чиновници кои веќе ја виделе. Ткајачите ткаеле со сета сила, иако на разбоите немало ни конче. Прекрасно, нели? Рекле двајцата стари чиновници. Погледнете, ваше величество, колку се прекрасни шарите, колку се живи боите. Тие покажувале на празните разбои, мислејќи дека останатите ќе ја видат ткаенината. Што е ова, си помислил царот. Ништо не гледам. Ужас! Да не сум глупав? Или можеби не сум способен за цар? Леле, колку страшно. Да, навистина е убава, рекол царот. Го одобрувам. Тој задоволно нишал со главата и ги гледал празните разбои, не сакајки да признае дека ништо не гледа. И сета свита гледала и не видела ништо повеќе од останатите, но сите зборувале како и царот. Навистина прекрасно. Па му советувале од таа ткаенина да сошие облека за празничната веселба што предстоела. Прекрасно, чудесно, величествено, се слушало од сите страни. Сите биле воодушевени. Кралот им дал на двајцата измамници звање рицари и ги назначил за царски ткајачи. Пред веселбата измамниците ја преседеле цела ноќ шиејки и потрошиле повеќе од 16 свети. На сите им се чинело дека тие брзаат за да го сошијат новото царско руво. Тие пак се преправале дека ја земаат ткаенината од разбоите. Сечеле со големи ножици, шиеле со игла без конец и на крајот рекле: облеката е готова. Царот отишол кај нив со најпознатите дворјани, а измамниците, високо кревајки ги рацете како да држат нешто, велеле: еве ги панталоните, еве го палтото, еве ја и наметката. И така натаму. Лесни се како пајажина, може да ви се стори како да не носите ништо, но во тоа е и убавината на оваа ткаенина. Да, велеле дворјаните, иако и тие ништо не гледале, зашто и немало што да се види. А сега, ваше височество, соблечете ја вашата облека, рекле измамниците. Ке ви ја облечеме новата тука, пред големото огледало. Кралот се соблекол. Измамниците се преправале како да му ја облекуваат новата облека. Го фатиле околу половината, демек му прицврстуваат нешто, а царот си се вртел пред огледалото. Ама убаво стои, леле колку ви прилега, велеле дворјаните на глас. Колку убави шари, прекрасни бои, збор нема, облеката е навистина раскошна. Балдахинот чека на вас, ваше височество, рекол церемонијал мајсторот. Со него ќе одите на веселбата. Подготвен сум, рекол царот. Убаво ли ми стои облеката? Тој уште еднаш се завртел пред огледалото, зашто се преправал дека убаво ја разгледува облеката. Слугите што требало да ги држат полите од царевата облека се преправале дека подигнуваат нешто од земја, а потоа тргнале, тегнејќи ги рацете. Од македонското народно творештво. Лисицата, кртот и ежот. Еднаш, кртот и ежот се договориле заедно да работат на полето. И се што ќе заработат летото, на крајот да си го поделат на еднакви делови.
Крту, пријателе, му рекол ежот. Каква работа да фатиме ова лето? Ами, ежу, најпрво да го изораме полето. Јас ке орам, а ти по мене ке сееш жито, одговорил кртот. Ежот се согласил и започнале заеднички да работат. Кртот ја изорал нивата, а ежот по него сеел и се тркалал со боцките за да го покрие семето. Поминало време. Житото пораснало и стасало за жнеење. Ја ожнеале нивата и двајцата земале по едно кутле за да го соберат житото. Почнале да ги полнат садовите, но се скарале. Ежот сакал неговото кутле да биде пополно, бидејќи многу се мачел кога се тркалал по нивата. А пак кртот сакал неговиот дел да биде поголем, зашто додека орал си ги искршил ноктите. Се скарале и бидејќи не можеле да се договорат, решиле првиот што ќе помине да им помогне. По патот одела итрата лисица и кога слушнала за кавгата ги прашала: "Што се карате бре, еже и ти кртуле? Што имате да делите та толку се карате?" Откако и раскажале за што се караат, кума лиса рекла: "Ех ти ешко мешко и ти кртуле мртуле, вие имате за делење 9 килограми пченица, кутле и една слама. Еве право како се дели. За тебе, еже меже, еве ти ја сламава за да си лежиш на неа. За тебе, кртуле мртуле, пченица едно кутле и толку ти е доста за цела зима. А за лисица мисица ќе бидат 9 килограми пченица за да си ја однесам на воденица. Ете, така бидува за вас права правдина, како јаже во торба," рекла мудрата лисица и си заминала со пченицата. Така е тоа. Кога двајца се караат, третиот печали. Приказната е од книгата Детето со звезда на челото, приредена од Ана Витанова Рингачева, илустрирана од Александра Хаджинаумова Атанасовска, а во издание на издавачката куќа Просветно дело. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на литературата за деца. Меѓутоа, изминатава недела имаше повеќе активности. Што се случуваше и зошто го одбележуваме? Зошто не е значајно да се акцентира овој ден? Така, денеска е 2 април, светскиот ден на книжевноста за деца. Овој ден во светот се прославува како ден на книжевноста за деца, а е во име на роденденот на големиот Ханс Кристијан Андерсен, авторот со кој што нели сите деца растеле, се уште растат и ми се чини дека ќе растат сите идни генерации. Секако дека ова е значаен ден воопшто за светската литература за деца, заради тоа што секоја литература има своји почетоци, нормално, меѓутоа тие почетоци секојаш се врзуваат со писателите кои што творат за децата, заради тоа што тоа е таа група на читатели во кои што мораме да вложуваме за да подоцна нели од нив созреат личности. Ние како луѓе во овој град, како интелектуалци, меѓутоа и учителките, чинителите на воспитно-образовниот процес, институциите, како што е, например, Домот за деца и млади, организиравме изминатиот период повеќе активности во име на литературата за деца. Тие активности најчесто се сведува на читања, промоции, понатаму книжевни работилници во кои што децата има контакт со предсе со нашиот роднокраен писател за деца Киро Донев. Меѓутоа им читавме приказни, читавме од современата литература за деца, па и овој денешен настан со дечињата од Видое Подгорец е всушност токму настан кој што на еден начин ги круни са сите претходни активности, настан во кој што дечињата
слушаа за тоа кој е Ханс Кристијан Андерсен, читаа од неговите бајки и еве сега творат по негови мотиви. Денес, меѓународниот ден на литературата за деца, решивме да го прославиме, да го одбележиме со низа активности надвор од училиштето. Го искористивме овој простор во градската уметничка галерија. Го племенивме со една детска енергија, со една креативност, со едни убави басни, бајки, сказни, се што оди во духот на еден безгрижен детски свет. Ова активност денес всушност представува продолжеток на активности започнати во училиштето. На часовите по македонски јазик ние веќе се дружевме со Ханс Кристијан Андерсен и Градото Пајче. Децата изработија многу убави цртежи, илустрации, ја извлековме главната порака, зошто е напишана таа книга и секоја сказна дека носи некоја убава порака, а денес продолживме на еден поинаков начин да се запознаеме и со некои други бајки од истиот автор, односно од Ханс Кристијан Андерсен. Имавме мини изложба на веќе изработени цртежи од училиштето, имавме видео представување на дел од сказните, изработивме цртежи во чиј мотив беа исто така ликовите од принцезата на Црно Грашок, Царевото Ново Руво и една од страна на Ана Рингачева од нејзиното преработено народно творештво Лисицата, кртот и ежот. Значи еден убав збир за убави пораки и поттикнување на детската креативност и желбата за читање, се надевам.